Почитувани гледачи, продолжуваме таму каде што застанавме по однос на коментирањето за работата на Собранието на Република Македонија, односно 11-тото продолжение на продолжението на конститутивната седница. А зошто продолжуваме? Токму со нашиот гостин денеска во студиото, тоа е господинот Самка Ибраимовски, кој е председател на партијата за целосна еманципација на ромите, поранешен пратеник, и она што е важно да го споменам во сето ова, како дел од поранешниот пратенички состав, има и практично членство во Комисијата за уставни прашања, односно заменик член, и кои што се многу важни во целата оваа приказна, но и многу други работи кои што биле дел од неговите активности во Собранието. Како дел редовен наш гледач со коментари кои што ни ги дава, но и со оглед на тоа дека 8 април, датумот кој што е Меѓународен ден на ромите, ќе зборуваме и за состојбите на оваа етничка заедница во Република Македонија, но и за односот на властите кон етничката заедница на ромите. Господине Ибраимовски, ви посакувам добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Како сте? Добре, малку релаксирано, дојдов во најгледаната телевизија. Благодарам. Најреалната, која ги кажува онака како што се проблемите во Република Македонија. Така како што се, а гледачите потоа си одлучуваат кон што ќе се придружат, впрочем. Пред да започнеме, бидејќи прво ќе почнеме со делот по однос на Собранието, морам да ве прашам на што ве посетува најмногу ова? Видете, јас денешната тема што имавте очи во очи, ја гледав, ја следев, неќе да коментирам, еве тука се ќе кажам што е проблемот. Така. Мислам дека Трајко Велјановски глуми 10 години и мислам дека треба да прекати со тоа глумење од 10 години. Ова што не го прифаќа предлогот на 10 пратеници за изменување на дневниот ред, мислам дека тоа се применувало во претходниот мандат, односно од 2011 до 2014 година. Така. Правил прекини на Собранието, сме преоѓале на друга седница, друг дневен ред, друга точка и така натаму и така натаму. Мислам дека ова што го прави стварно е за мене лично као пратеник поранешен неразбирливо и сметам дека ја злоупотребува таа столица не како председател, како преседавач и би порачал на опозицијата. Сметам дека треба да прекине таа седница и да се преде директно на бирање на председател на Собранието со најстариот член на Собранието и да може да заврши оваа агонија која е присутна во Собранието. Дали председавачот со конститутивната седница, односно со овие сите продолженија до сегашни 11 во случајот Трајко Велјановски, има право да не го испочитува барањето на СДСМ за предлогот со 10 поддржан од 10 пратеници за преминување од точка 1 на точка 4? И дали воопшто вие се сеќавате некогаш во и претходно кога сте следеле парламентно и кога сте биле дел од него, да една конститутивна седница премине во ваков панаѓур? Имало случаи каде се прекинува седницата по барање на 10 пратеници и тоа треба да го направи и сега Трајко Велјановски веднаш, уште на почетокот пред почнување на седницата, треба да даде да го прочита предлогот и да каже како што чука на звончето и вика: почитувани пратеници, имаме предлог од 10 пратеници кои бараат да се прекине оваа точка, да се преде во друга точка и предлогот го ставам на гласање. Тоа го правил и тоа треба да го направи и сега. И во изминатиот период, реков, го правил затоа што знае дека е дел од играчите на ова и само не знам што сака да каже, кога пеналот е досуден, не пушта голот да се даде. Голот е да се овозможи да се избере председател на Собрание. Мислам дека подхитно треба од понеделник или утре или други ден опозицијата да бара прекинување на оваа точка и предлогот да го стави на гласање. Так. Затоа што тоа е и кривично дело. Злоупотреба на преседавач, односно злоупотреба на деловникот на Собранието. Во деловникот јасно пишува веднаш прекинување и бирање, или ако не веднаш, уште на почетокот на седницата треба да го стави предлогот на гласање. Во Мочи во очи исто така имавме тема која што е врзана со судството
и кога се договаравме ми рековте дека ќе дадете и коментари на се тоа што сега се случува. Денеска ете општата седница на Врховниот суд одлучи дека ги одбива и приговорот на Лидија Неделкова, поранешната председателка на Врховен суд, и барањето на СЈО за изземање на Јово Вангеловски, сегашниот председател на Врховниот суд, од одлуките при притворот при одлучувањето за притворот за Сејат Кочан, она што го бараше да се преиспита Марко Зврлевски од основното јавно обвинителство, но и 17-те приговори кои што ги има суди од кривичниот. А без разлика, може ли да дадете само краток коментар на судството и она што се случува тековно по однос на, да речеме, ќе ставам под наводници, несоработката, односно соработката на СЈО со судот? Видите, ја по струка сум економист, не сум правник, меѓутоа толку маката ме натерала да го следам и ова правото, сигурно би можел да завршам еден правен факултет, затоа што имав големи судири со оваа власт тука. Сакам да кажам дека оваа одлука што денеска Врховниот суд ја донесе, и односно барањето на Зврлевски. Прво, Зврлевски не е фактор, односно не е институција која е вржена со овој предмет околу Сејат Кочан. Тука го гони специјалното јавно обвинителство. И специјалното јавно обвинителство може да даде заштита на законитоста ако бара Сејат Кочан, а не јавното обвинителство, бидејќи они не се инволвирани и не се во постапката како институција. Они се фактички како не постојат во овој предмет. Не знам како може Врховниот суд да донесе одлука да одлучува, и не само тоа, не може да одлучува човек кој инволвира во бомбите. Кажано јавно, гласно се кажува дека се работи за човек кој... Добро, и самиот Вангеловски призна дека гласот е негов во интервју токму за телевизија 24. Да, меѓутоа тука имаме една друга личност која стои позади сите овие. Тоа е бившиот министер Маневски, кој е дилигент на оркестарот на ВМРО ДПМН околу правните работи, и тој делегира и кажува кој каде што треба и како закони да се донесат измени, кој каде треба да биде, кој е наш судија, кој е така и така натаму. Мислам дека тој е тивок министер, односно дилигент, кој само ја делегира ситуацијата и ја следат и ден денеска се уште мислам дека он ја води институцијата правни работи во ВМРО ДПМН, односно измени и бирање на судии во судскиот совет и во судиите што се сега избрани по новото распоредување. Мислите дека по она што велите дека се уште неговото влијание е толку силно дури во правосудниот систем на Република Македонија да врши какви да е условно речено притисоци? Да. Он е се уште тука затоа што соработува со бившиот премиер. Фактички тој ми е, кажав, дилигент на правните работи што се случуваат во ВМРО. Измени било какви други закони да организираат и да не кажам уште неколку други таму кои се покрај него, меѓутоа он е дилигентот на правните последици на Македонија што ги има сега во ситуација. Во контекст на она за што ни е повод всушност гостувањето, од овие два аспекта досега што ги зборувавме генерално, ќе ги посветиме токму и во правец на ромите. Дали мислите дека сега во Собранието на Република Македонија ромите имаат своји застапници? Ромите сега во моментот имаат двајца претендици. Јас сум на листата во изборната единица број 5, доколку се формира влада и јас ќе влегувам пратеник, меѓутоа и тоа не е толку битно дали ќе бидам пратеник или не, битно е да ова власт ја нема. Има двајца, едниот е слика има тон нема, Амди Барам, кој само седи за притискање на копчето и гледајќи ги своите интереси. Новиот пратеник што е од Социјалдемократскиот сојуз, да, Куцо Дудуш, тој е сега млад, веројатно ќе се уклопи во системата, ќе има прилика да види како се движат работите, веројатно ќе ги штити интересите на ромите, затоа што и тој од таа заедница доаѓа. Во делот на проблемите на ромите сакам да кажам дека ова емисија е малу, што би требало да кажем околу кои проблеми ги има и што се претрпеа ромите за овие изминати 10 години се додека е ВМРО на власт. Некако тука некаде се поистоветува владењето на политичката партија ВМРО ДПМН не целосно во однос на декадата на ромите, се поистоветува некаде, каде што имаше јасни начела во таа декада на ромите на светско ниво, што се треба да се направи по однос на овие нова етничка заедница. Сега, правејќи ретроспектива наназад,
кои проблеми се зголемија, кои проблеми останаа нерешени и дали воопшто нешто се направи? Видите, ќе почнем со една работа. Книгата што ја издаде двајца американски професори. Добро. Тоа се Ацемогу Дарон и Джеймс Робинсон. Добро. Кои кажува зошто помалите етнички заедници не можат да успеат да идат напред по својата држава. И кажуваат не поради историјата, не поради географската положба, не поради природните богатства или нешто друго што е битно, туку стриктно поради институциите во државата. Значи, едно од тие причини, затоа го кажав ова, се институциите за немање напредок на ромите. Декадата на ромите, која ние имавме во Македонија, ништо не е направено. Верувајте дека ништо не е направено. Прва годините ништо не е направено. Имаме 5 лидери ромски кои се со власта, меѓутоа тие 5 лидери си ги гледаја, си го чува задникот, затоа што им е прлев. И си има свој. За нив тек ќе изгледат работите на виделина. Сега нечем да ги замарам. Добро. Јавноста не е ни точка на дневен ред. Кога ги почнат да излегуваат, да, ја ги имам веќе. Да ги имам на рентген снимка, ги имам кои се тие, што направиле, како направиле, затоа чудат тие. Так. Тие не презират ништо. Значи, денешна емисија, мој термин, мислим е дека е многу гледана и сакам да укажам на проблемите како ромите се осудувале од страна на оваа власт и од страна на судството во Република Македонија. Замислете, 14 фамилии од Кочани, добро, што превезувале своји родбини и пријатели во договор, не за да идат азиланти, не за друго, азиланти, со прислушување на разговори, што не смело да се прави тоа. Добро. Тоа се посебно истражни мерки. После треба да има одлука од јавен обвинител да донесе и после тоа да се врши прислушување. Меѓутоа, тоа без тоа го правеле и 14 родители се осудени од 3 до 5 години затвор, денеска лежат во затворот во Штип. Во Штип. Значи, сум во контакт со тие луѓе. Замислете, се јавуваат ли од затвор? Да, се јавуваат и кажуваат дека шефе, така ме нарекуваат, не можеме да сватиме како може да не осудуваат за нешто што ништо нема е направено, едноставно сме вршиле превоз на своји роднини. И не дека се водила постапка. Значи, за да не настане забуна, не зборуваме за мигранти, за ова што е мигрантска криза, значи, туку за азиланти. Азиланти, роми од Кочани, не други, роми од... Замислете, 14 фамилии оставени се без столбот на куќата, односно таткото. Екзистенција немаат никаква, луѓето се седат и гнијат во затвор и чутат, а фамилиите трпат. Оставени жена, деца. И после дали што ќе настане поратака. Дали тие деца ќе најдат некоја работа или се мали деца па не може да се снајдат, ќе одат по погрешни патишта. Ќе иде натаму. Тоа е едно од работите. После за кражба на отпад во Битола. Добро. Отпад некој минимален тој. Така. Осуден 7 години затвор 4 фамилии. За кражба на отпад. Да. 7 години затвор на 4 фамилии во Битола. Во Прилеп осудени за дрвосечачи. Осудени по 2, по 3 години. За 2 метра, за 3 метра дрва, не е ни битно колку е, главно е те ги осудувале. Сакам да кажам за другите ситуации, сакам да кажам еве еден од лихварите кој зема куќи ромски, тоа Самуел Новески. На кои лихвари мислите? Лихвари што поземуваат пари на роми, има неколку повеќе куќи земени во Тетово. Добро. Меѓутоа една од последните, еве јас со име и презиме го кажувам, значи нема што да крием. Самуел Новески од Брвеница сега живее во Гостивар, доставена е кривична пријава до МВР. Така. До МВР доставена е кривична пријава. Се уште не е. Саша ќе ни зумира на снимателот на документот. Зборувајте вие во меѓувреме. Да, се уште не е кривичната пријава почната со она, меѓутоа се работи за за жена од стара од 80 години која ја измамиле да потпише и он да направи фалсификат на незиниот потпис и да земе. И Тетовскиот суд носи пресуда во полза на граѓанинот и го заложува да ги врати тие 13.000 евра со камата, што прифатил граѓанинот да ги врати парите. Меѓутоа, по жалбата на Новески и организираната криминална банда, која е криминална банда организирана со суди некои од Гостивар на апелација. Значи дури и на локално ниво корупцијата во судството што е и во извештајот на Прибе. Ова е апелација во Гостивар, значи после жалбата иде во таму.
Значи, ја преиначуваат жалбата и кажуваат дека во право е Самуел Новоски, не е во право Џунер Јашар. Добро. Да, и куќата треба да му земе за 13.000 евра, куќа која кошта на 3 спрата негде околу 270.000 евра. И замислите сега, да видиме на потеќе мора. Што ќе превземе и како ќе направи. Сакам дека тоа не е единствениот случај по однос на одземање на имот. Не, вака сега, сите, ако направиме анализа, еве вие сте медиумска куќа, еве една проверка направите да видите дека половина од затворениците во затворот се роми. Осудени по кратка постапка. Зборуваме и за Идризово и за Штип и за другите. По кратка постапка се осудени. Само од една прва расправа, втора веќе е у затвор за него. Дали мислите дека има влијание, да речеме, дискриминацијата кон ромите во Република Македонија, дури и врз судството ваквата дискриминација, стереотипите да придонесат во брзо одлучување, без расправи, без судски процеси? Ова е тешка дискриминација, не дискриминација, него тешка дискриминација, како што вика нокаут, класичен нокаут во боксот. Тоа го прават тука, затоа што се другачија го гледаат човекот кој дошол, да кажем, искинат, неискупан, и сега што побрза постапка да го откашат и да оди у затвор. Нема она правно. Само затоа што е ром. Само затоа што е ром. Дискриминацијата е присутна. Еве ќе ви земам пример. Вестер Унион, парите, укинувањето. Како можеше 3000 ромски семејства да останат без единствена екзистенција социјална парична помош, поради тоа што примал некој надоместок преку Вестер Унион од братуче, од роднини пријатели да плати дрва да земе, струја да плати, основни работи. И сега што е донесен правилникот од страна на министерот Спасов, тоа што го донесен, не може ретроактивно да го... Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, да. Ретроактивно го применува, што според уставот член 52 тамо, тоа не може така да се применува. И замислете, ја му давам кривична пријава, тој мене ми дава сега тужба, клевета, дека ја него сум го навредил. Мене, тоа ќе го видиме, не е ни проблем тоа. Тоа е еден од примерите што ви реков за Вестер Унион. Јусинов Ердал. Добро. Починат сомнително во затвор во Изизово на 22 март сега, 2017 година. Здравјето му пред 20 на дена, пред здравјето му била во одлична состојба. Бил дискриминиран од страна на докторот поради болка на забот и му биле дадени непознати големи количини на таблети без рецепт кој ги земал до денот на смртта. Значи, сакате да ми кажете дека неговото... Сведоците се плашат да сведочат. Му било одбиена и првата помош од страна на надлежните лица во затворот. Оженет, татко на 3 деца. И замислите сега што ќе биде. Сакате да кажете дека неговата смрт не е истражена? Не. Адрија Седжепов, уште еден смртен случај, исто во затворот. Во 27 годишен Адријас, кој објавија дека причината за настанот на смрт е предозирање со метадон. Не е точно. Исто така. Добро, не... како стигнал до таа преголема доза на метадон е прашање во затвор. Затоа викам не е точно. Значи све тоа е измислено. Во Битола, графитите што ги пишува за ромите, нели пишува смрт со знак на Хитлерот, што ти ја знам така натаму. Обединетите нации повтор пат интервенират да ги сместат жените што се под Скопско кале, бремени, да ги сместат во станови некои што ги има државата. За ова зборуваме за дивите населби кои што се под Скопско кале. Ама тоа Обединетите нации затоа што Македонија е потписник на човекови права на и таму конвенцијата. И замислете од тие што не може да сместат тие роми тука, замислете јас една емисија имаше во Телма бев гостин. Во Скопје постојат 5000 станови кои се собственост на државата. Добро. А никој не знае кој седи во тие станови денеска. Вистина? Да. Ја ги имав имотните листови, штетството денеска не ги донесов, ама ќе ви ги покажам, има време, некоја друга прилика. 5000 станови има во Скопје собственост на државата, кои дуќани, кои станови, меѓутоа и тоа во целиот град тука. Кисела вода, центар, да не кажам све, ги имам под број и за да не може 30 фамилии да се сместат, значи тоа се 30 стана. Дали мислите дека, сега ова фигуративно зборуваме, дали мислите дека доколку се случи да треба да се додели стан на бездомници или како и да е социјални станови, дека многу побрзо би добиле стан социјални случаи кои што се македонци, албанци или турци отколку роми? Да.
Дека дискриминацијата оди дотаму кон ромската заедница. Има една административна бариера кон ромите, затоа што има тие се луѓе претежно неписмени или немаат, да кажем, ни основно образование. И таа административна бариера код него не може тие документи да ги земе за тој период кој му се потребни да аплицира за еден таков стан. И тука доаѓа до судир. Тука треба Министерството за труд и социјална политика со својата евиденција која ги има према тие кои се најзагрозени да даде предимство и да им помогне во делот на снабдувањето на документацијата која им треба за да аплицираат за некој стан, социјален стан. А ние знаеме дека сега социјалните станови ги добиваат плакаташите на ВМРО. Ја имав една прилика во собрание да кажем дека бев на лице место во зграда социјална, кој видов, кој излегуваат од становите, од улазите, јас мислев дека се наоѓам некоја манекенка писта. И така го кажав во собрание и сега исто го кажам. Тоа е срамота, брука. Луѓе. Затоа не може напредок да има. Тоа што ви реков на почетокот книгата што ги изедува професорите, америкските професори. Значи, институциите се криви за напредокот на помалите етнички заедници. За ваквите, да речеме, и коментари секогаш кога некој ги ја напаѓа власта на ДПМН во однос на ромите, секој па се споменува тоа дека Република Македонија е единствената држава која што дозволила локална самоуправа исклучиво само на ромската заедница во светот, во рамки на светот. Но дали тоа е единственото решение на сиот проблем, на сите проблеми кои што ги носат, кои што ги имаат ромите? Бидејќи била дозволена исклучиво, само Македонија била пример како земја која што има локална самоуправа раководена и е од ромите. Бидејќи со тоа постојано се фалиме како држава. Тоа е чиста манипулација и мислам дека срамота е само да кажуваме еве дека имаме единствена општина, дека таа општина е као едно мало, да кажеме, као да не постои. Таа општина таму не функционира ништо во таа општина и таа општина треба сега после овие локални избори да ја земеме, да дотераме како што треба, затоа што таму нема ништо, таму нема изградено ниту една социјална зграда. Ја имав амандман во собранието, бидејќи многу беа заинтересирани овие ВМРО-вци и тие 5 ромски партии. Амандман имав да се изграда неколку стамбени објекти во самото Шуто Оризари, затоа што таму имаме трагедија од луѓе кои живеат, да кажеме, еден дел Брсечка буна, вие имавте скоро една репортажа таму од тој дел, таму е страшно како живеат и луѓе. И да не може да се издесува преку локалната самоуправа и такви проекти во делот на декадата за домување да се направат тука, меѓутоа 500 милиона тие добија таму за 500.000 евра добија за локална самоуправа во Шуто Оризари. Имав ја едно моје искажување да кажав дека кај се тие 500.000 да дадат отчет. Тие 500.000 отидеа негде, само еден Господ знае каде, меѓутоа ќе дојде времето кога и тоа ќе го Имаше многу, имаше, ќе продолжиме со она што имате бидејќи имаме време. Имаше многу, на пример, коментари околу делот дека Шуто Оризари нема гинеколог за скоро над 8.000 жени во кои што се во таа населба, а од друга страна се планира да се изгради базен. Па видете, мислите ли дека има несоодветни планови, идеи, проекти кои што прво се дава предност кон нив, наместо да се даде предност кон основните потреби? Тоа е еден ненормален парадокс на власт. Како може гладен стомак, човек кој нема да јаде, да се купа во базен или нема основен гинеколог, што рековте. И исто јако бе во собрание, истото дадов амандман да се обезбеди да се направи една, тоа е населба од 40-50.000 луѓе. Така, да. Значи има таму 17.000 гласачи. По тројца дома тоа се 50.000, еве по 20 нека се 30-40.000 луѓе. И таму да немаш ти основни работи. Значи таму треба да има подрачна единица за пријавување за агенцијата за вработување, подрачна единица ја отворив кога бев заменик министер, отворивме таму за пријавување за социјална помош, земање, затоа што многу време губеа додека дојдат до град
ја губеја социјалната помош, заборавил, не се пријавил, така, а сега му е тука на место и така да тоа го направивме, меѓутоа 2006 после тоа изгубивме на избори и остана така и никаков напредок нема во тесто. Значи базен во една општина каде 85% ти се невработени луѓето и 85% имаш сиромашни семејства, ти си играш со народот. Еве ви базен, купајте се, ама гинеколог не ви треба. Гинекологот е неминовно потребен. Нечел да дојде гинеколог затоа што биле ромки. Не е точно. Јас сум разговарал лично со неколку гинеколози, викаат, да, треба, меѓутоа треба и да се плати. Сега знаеме за каква средина на луѓе се работи, меѓутоа има и ромки кои се интелектуалки, кои се педантни и си гледат, не може сите на еден кош да ги ставаме. Мислам, тоа е нереална работа и ова за мене стварно е смешна работа со базенов, тоа не можев да сватам како може, и тоа нема ни да се направи тој. Меѓутоа, ете, фрлијат лопате тамо и ќе остане како една слика дека еве сакавме да направиме базен, па ќе не дадат некоја друга, како што беше со школото. 10 години, 3 години, 3 пати го отвара. 3 пати се става темели, 3 пати го отвара, 3 пати го и никако да заврши и пак не функционира. Се уште не функционира. Значи тука реков институциите единствени кривци за што немање напредок на помалите етнички заедници во Република Македонија. Не е дека вика капитализмот, ако фигурира правдата, ако институциите ги гледаат сите подеднакво, ако има реален преглед на секој граѓанин, тогаш супер ќе биде. Затоа и ние како политичка партија прифативме овај коалицијата со СДСМ, затоа што има граѓански концепт еднаков за сите, правата еднакви за сите и рачунаме дека ќе има и напредок и на нашата заедница во Република Македонија, односно на ромската заедница. Значи сакав да докажам уште за неколку случаи. Добро, кажете. Значи тепањето на ромите во Шуто Оризари. Знаете за брендот на патики тоа. Тоа е едно од работи. Истрага судират помеѓу македонската полиција и ромите исто во Шуто Оризари, кои беа повредени негде околу 40 лица, а бараше Европскиот центар за права со седиште во Будимпешта. За тоа ништо уште не е. Се тоа така седи статус кво. Осуден млад ром на 12 години затвор за повеќе ситни кражби, ова откочање, добро го знаем случајот, дојде родителот негов и ми ја даде пресудата, кој ја видел пресудата, стварно не можев да се освестам. Значи, решене по брза постапка, за 200 метра кабел беше, или за 2000 денара, кабел негде кој кошта исто негде околу 5000, и имал претходно некој радио украл вамо таму, 12 години затвор, дете од 20 години. Замислете, тој излегува на 32 години. Што сакате од него? Што ќе биде од него? Дома ќе биде? Нема ли никакви политики за ресоциализација всушност на затворениците кои што биле толку долго, еве, како што велите, 20 години бил на 20 години е внесен во затвор, на 32 ќе излезе и потоа општеството нема никаков план за да го врати во живот во општеството, во рамките? Па, вака, видите се... Бидејќи тој до 20 години, ако не научил, да речеме, занает, да. На 32 треба некој да го научи занает или во затвор, за да може да се врати? Имаше проекти за едукација на ромите, односно за учење на некој од занати кои ги беа тука. Дел има нешто реализирано, дел, да не кажам, има и злоупотреби од такваите организации кои си ги гледаат своите интереси пред се, па после ромите. И тука има ситуации, на пример, кога одите на снимање и вие, можда ќе најде и таква работа, дека ќе ви речат немојте само да не сликате да земете парите за проекти. Ме разбирате, они самите знаат дека ги злоупотребувале. Ние имаме сега училиште во Визбегово. Добро. Кај се учат деца роми, каде нема ни прозори, ни клупи. Децата ги прашувам кој е оделение си четврто. Знаеш ли нешто? Не знам, вика. Ништо не знам. Што училиште е тоа, што нема ни клупи, ни... Основно училиште. Добро. Тоа е во општината Визбегово. Што учите? Па ништо учите, каде ќе дојде, ќе не праша, и ќе не пушти, вика, дома. И ми си четврто оделение, замисли. Четврто оделение. Тоа ја инсистирав да одиме едно со телевизиите и разговарав и со вашата телевизија, мислам.
тогаш беше ВД уредник Ризвановиќ. Добро. И погушававме неколку пати да одиме, поради спрешеност и ваша и моја, и не отидовме, меѓутоа тоа може и сега да се види. Не останува тука, школата е тука. Да. Исто е, не мрда ништо. Децата не знае ништо, основна работа не знаат. Значи, друг поглед има према ромските деца. Реагираат ли од Бирото за образование, од Инспекторатот за образование на пријави, на дојави за вакви работи? Видете сега, ја само ќе ви кажам еден пример во делот на тоа на пријавите. Еден пример каде родител со своето дете дома учело, гледало, добро, треба да каже што учи прво, второ, не знам кој беше. Инзистирал да зашто го стават детето во специјалното поделение, кога детето знае. И имавме еден таков случај, мислим тоа беше во Ѓорче Петров, и кај директорот отидна по моја јавување, прими, како пратеник го прими тамо и детето покажа знаење дека не е за такво нешто и дека треба да се покрене поставка против таа учителка што детето го остави во специјалното. Значи го уназадува детето. Верувајте дека пристапот на професорите, не викам сите, меѓутоа има дел кои гледат дискриминаторски кон малите деца роми. Замислите, ромско дете, мало, кај што живее во мало, кај што живеат повеќе етнички заедници, знае да научи и албански, и турски, и ромски, и македонски, и српски. Значи, кај него постои една природна интелигенција. Ти не можеш тоа да го, не можеш да го кажеш дека не може да учи тој. Него, затоа што ти постави менаџер на тоа работно место, ти треба да го принудиш мерка некој да преземеш како детето да го научиш да свати дека оди по погрешна насока, треба да учи и така натаму и така натаму. Господин Ибраимовски, имаме отприлика уште 3-4 минути. Дали има нешто што сакате да споделите што е важно да биде споделено? Ние во друга прилика секако ќе доразговараме и при тоа да ја привршуваме и емисијата. Ја би кажал само неколку збора во делот на, пошто и темата денес во очиво ти беше во делот на правдата, сакам да кажем дека јас, како лидер на најстара прва ромска политичка партија, ќе барам ревизија на сите предмети што се осудени ромите во затворите низ Република Македонија. Затоа што сигурен сум дека не се така донесени правилно тие пресуди и треба да сносат одговорности тие суди што донеле такви одлуки. Јас лично од мене поаѓам како еден Самка Ибраимовски интелектуалец, дипломиран менаџер, за време на Југославија дипломирав. Во Нови Сад имате дипломирано, се чини добро. Да, значи и жена ми е новоселјанка исто. Сакам да кажам дека како може моите деца да завршат факултет, ќерка ми на политички науки и тоа на англиски, не на македонски. За сега апсолвент завршува. Син ми исто така заврши на Штулов универзитет. Другиот син исто. Значи, тука треба да има пристап реален, искрен, како ова заедница да оди напред. Со ваков начин, со ваква неправда и со гледање граѓани од втор ред, нема да има напредок во државата ниту за едните, ниту за другите. Граѓаните сите еднакви треба да бидат во државата. И единствено што може да се помогне на мојата заедница, тоа се институциите кои се во државата и да најдат формула и начин како ова заедница да излезе од тињата во која се наоѓа во овој момент. За крај, бидејќи имаме уште една минута, Клара од ве поздравува и вели сакам да го прашам господинот Самка, истото и јас како прашање сакам да ви го поставам. Дали тој гледа крај на тунелов и евентуално светло на тој тунел, на тој крај? Па видите, ја денеска баш напишав еден таков текст, дека му одговорив на Али Ахмети дека има светлина. Значи има една стара поговорка, века надежта треба да ја бараш и кога ја нема. Кога ја има, секој може да ја најде. Так. Тука мислам, сметам дека Али Ахмети вчера нечеше да каже дека една партија смета за
мнозинството треба да кажеш бе јасно и гласно ВМРО смета поради тоа и тоа. Една партија смета. Јес да се стари пријатели, меѓутоа треба да излезе во јавноста, како што кажа Артан Гурби, како што кажа Адем Джеват Адеми, кажа јасно, не бараме федерализација, нема платформа, нема. Сака народот да чуе лично од лидерот на ДУИ и да каже, другари, уставот не се менува. Се што ќе бараме е во рамки на уставот. Се што е бараме подпишане закон во 2008 година донесено со тие што штрекуваат сега. Значи, бараме тоа што ни следува и тоа што е предвидено во 2001 година по рамковниот договор. Знамето, химната, грбот, нема шанса да се менуваат и униформите што вика ако нема двотретинско мнозинство. А во моментов во собранието нема двотретинско мнозинство и немој да се играат со народот и да кажуваат дека ова ќе се случи, тоа ќе се случи. Ништо нема да се случи. Македонија е на место, Македонија е на сите граѓани и овие граѓани што сега во моментот ги манипулираат, треба да знаат една работа. Дека државата пропаѓа од криминал, а не од зборење вака или така. Господине Ибраимовски, многу ви благодарам за одвоеното време. Почитувани гледачи, господинот Самка Ибраимовски, председателот на партијата за целосна еманципација на ромите, со кој што и сега кој искоментиравме за тековната актуелна политичка ситуација и за судската, и за делот на судството, но и за состојбата на ромите во Република Македонија, прашања кои што веројатно ќе ги разгледуваме и понатаму, така како што ќе треба да бидат разгледувани редоследно. Ви благодарам за вниманието, ве поздравувам и посакувам пријатна вечер.